И покрај мерките за прекин на воспитно-образовниот процес на сите детски градинки, основни средни училишта и високообразовни институции, велешките училишта и стручниот кадар навработени во овие институции се трудат да нема празнина при образување на учениците. Според препораките и мерките на Министерството за образование, функционираат повеќето училишта од Велес. Ги почитуваат истите така што веќе неколку недели се држи онлайн настава преку различни програми. Меѓу другото, основното општинско училиште Блаже Коневски на својата веб страна blažekonevski.com направи електронски линк за е-учење, односно учење од дома, каде што се прикачени активности кои треба да се реализираат во 2 периода, и тоа последователно од прекинот на наставата. При телефонски повик со директорот Јованче Манасков ги потврди нашите информации за организираноста на целокупниот електронски начин на комуницирање, на релација директор-вработен кадар и нивни меѓусебни односи, но и врската наставник-ученик во овие тешки денови на пандемијата. И автоматски сите предмети тука наведени, македонски, англиски, математика, природно општество, сите предмети кои што ги учат децата се ставени, кои ќе отворат на линкот, имаат доставено од страна на наставниците материјали. Надвор од ова, секоја генерација има распоред за настава по насоките на Министерството за образование, каде што се работи со посебна скратена настава. Секој професор индивидуално одбира како ќе комуницира со своите ученици, известува директорот. После насоките на Министерство, јас донесов одлука, уште 26 беше таа трети, во која што, наставата во Блаже Коневски се организира преку далечинско учење, едукативни алетки кои се Google Drive, Google Classroom, Microsoft Edmondo и така натаму, видеоконференции, може да користат електронска пошта, други системи за размена Zoom, WhatsApp, Viber, Skype, Messenger. Значи, со примена на овие треба не само да се реализира наставата, него треба да се спроведи испрашување, тестирања и други форми на утврдување на знаењето на учениците. Директорот на ово училиште апсолутно ги поддржува мерките на Министерството за образование и се согласува со овој начин на спроведување на наставата. Неговата желба е сите на број повторно да се сретнат во просториите на ова училиште. Дел од електронската настава ја спроведуваат и неколку професори во средните училишта. Тоа го потврди Стефанија Ѓурич, ученик во гимназијата Кочо Рацин. Нашата онлайн настава повеќе се сведува на домашни работи и задолженија, што не ги даваат професорите, а само по еден предмет досега сме имале онлайн предавање на Zoom, а тоа е хемија. Јас целосно ја поддржувам електронската настава и сметам дека професорите треба да почнат да организираат почести Zoom часови, бидејќи постојат предмети како математика, биологија, хемија и физика кои не можеме сами да ги научиме. Потребно е некој да ни објасни и помогне, известува Стефанија.